Како Струга нема друга, а нема ни затвор како Струшкиот. Во населбата Теферич, на Прометна улица, сместен е казнено-поправниот дом од отворен вид, кој стана многу популарен во јавноста. Го нарекуваат затвор за елитата, центар на затворскиот туризам, а последното звучно име што се пријави да биде станар е екс-шефот на УБК, Сашо Мијалков, кој од 22 август овде веќе треба да ја издржува 3-годишната казна за случајот Империја. Казна овде ослужува уште еден осуденик за истиот случај, бизнисменот Орце Камчев. Пред нив, во Струшкиот затвор влезе и Зоран Милевски Кичеец, осуден во предметот рекет. Ги прашавме жителите во околните куќи дали ги виделе вип станарите на затворот. Сашо Мијалков, бизнисменот Орце Камчев, сте ги виделе, сте слушнале? Не сме ги виделе, али сме слушале. Да. А за тие има место кај да го служат затворот. А ја не знам, кој е таму, што е, не знам. Јас за тоа не знам, и не ги имам видено, не ги имам слушано. Сашо Мијалков Само сте преку... го виделе? Не. Имам слушано преку новини. Соседите се револтирани што воопшто во комшилукот имаат затвор, без разлика на профилот на затворениците. Дворот на Агим Абдулај е веднаш наспроти службениот влез на затворот. Стално тие кои ќе излезат во вратата нивно тоа и овде имат исто, полицајци имат. И од таму кои ќе избегат, овде и ќе излезат на патот. Со трчање и не може тие ни да ги фатат додека. Агим добро ги знае службениците и затворениците. Секој пат, кој ќе имат некој проблем тие, имам ја директно овде во дворот мој, зашто тие кои ќе избегат од таму, не знаат од кај да бегат и ќе некој пат ќе влезат и во бавчата, некој пат ќе одат и по патот. Плюс тоа, паркингот овде, значи ме паркират во сред пат, кај сакат тие паркират и лево и десно, а плюс тоа, кој ќе име големо џубре тука и него кревет, значи го палят џубрето во самиот двор. И овде не се живеат. Дворот на Селами Фазлију пак граничи со задниот дел на затворот. Иако е иселеник во Америка, кога е во родниот крај, сведочи за нередот. Од таму иде ваму и после излеза таму. Многу се излезат од надвор, после идете овде во бавшата и од надвор. После лани татко ми умре, па кога беше тој имаше многу галама. А сега нема никој овде, не живеат никој. Па ако живеат, не се живеат овде. Пред повеќе години председателот на местната заедница барал дислокација на затворот, но како одминувале годините без епилог, така попуштил и нивниот притисок. И каков е затвор, овој кој е, тие се слободни и можете и да влегат и по нашите куќи, кој знае. Маката на мештаните всушност е последица на опциите што ги дава законот. Казнено-поправните установи може да бидат од затворен, полуотворен и од отворен вид, како овој во Струшки Теферич. Објектот е поставен наголно, има 2 ката и шеталиште. Опколен е со зидови, а наместа со ограда. Забележливо е дека на само неколку простории на вториот кат има клима уреди. Објектот го обезбедуваат чувари, а животот на осудените лица се заснова на самодисциплина и лична одговорност. Контрола на нивното движење и работа вршат воспитувачи и инструктори, ни кажа директорот на затворот. А пред да го прашаме него, 360 степени 3 дена ги следеше случувањата околу објектот. Првиот ден се позициониравме во 16 и останавме до 21 часот. Попладнето почна да се прибираат осудениците, кои наспроти слободата преку ден, тука доаѓаат да преспијат. Користат сопствени возила, а од она што го видовме, повеќето се млади. Ноќта беше тивка, а и затворските муабети. Од вип личностите ни трага ни глас. Следниот ден во Теферич пристигнавме рано наутро, во 6:30. Дел од луѓето што вчера влегоа да преспијат, изутрината повторно излегоа затворот. За време на нашето 3-часовно присуство не се појавија ни Мијалков, ни Камчев, ниту Кичец. Во текот на денот забележавме дека дел од затворениците не го напуштаат објектот. Но и меѓу нив немаше ниту едно познато лице. Вечерта пак, освен горе-долу и за нас веќе препознатливите лица, затворската капија ја помина и еден поголем тепих.
но не и некој од VIP станарите. Следното утро решивме да прашаме еден затвореник. Дали внатре сте ги виделе Саша Мијалков, Орце Камчев? Да. Излегуваат, легуваат? Не знам. Јас бил да си. А они? Овде напре сите. Они се долу? Да. Посебно се или? Не, заедно. Во иста соба се они две? Не, за една соба, друга соба. А Саша Мијалков? Две. Двајца. И они имаат цимери? Да. Со вас имаат комуникација? Не, ништо. Ама сте ги виделе? Да. А Киче? И он е тука? Овој осуденик не објасни и дека треба време за да се среди процедурата за денско излегување. Колку време треба? До месец. Директорот на затворот во Струга, Валјон Кјура, одбра писмено да одговори на нашите прашања. Тој вели, законот предвидува осудениците да можат да работат и надвор од установата, а единственото ограничување е тоа неделно да не надминува 40 часа. На прашањето за статусот на осуденикот Сашо Мјалков го добивме следниот одговор. Лицето за кое се интересирате не користи ниту повеќе, ниту помалку од поволностите што ги имаат и останатите во казнено-поправниот дом. Бидејќи законот не обврзува да се грижиме за личниот интегритет на осудениците и за нивната безбедност. Не би можел точно да ви наведам кој од нив кога излегува и кога се враќа во установата, но можам да ве уверам дека целосно се почитува куќниот ред во затворот. Ништо повеќе не разбравме и за бизнисменот Орце Камчев. Законот за извршување на санкции мене ме овластува да одлучувам за погодностите и обврските на осудените лица, нивниот третман и работен ангажман со цел ресоциализација и нивна понатамошна социјална интеграција во општествениот живот. Обврзан сум да се грижам за остварување на правата на осудените лица и се трудам максимално да ги реализирам обврските кои ги имам. Затоа, за ова лице, како и за кое било друго осудено лице за кое се интересирате, не би можел да ви дадам податок без негова согласност. Директорот вели дека одговорно може да тврди, оти привилегирани осуденици нема. Може да бидете спокојни дека се додека сум на оваа позиција, ќе инсистирам да се почитуваат обврските кои лицата ги имаат согласно законот за извршување на санкции, но од друга страна да не се нарушуваат и нивните права. Освен што треба да спијат под ист кров, заедничко за VIP станарите е што се послужија со ист трик. Откако признаа вина и се спогодија со обвинителството, ги смени адресите на живење од Скопје во Охрид, со што добија можност за извршување на затворските казни токму во Струшкиот затвор. Министерот за правда Никола Топанчевски веќе најави дека се размислува како да се стави крај на така наречениот затворски туризам. Би било добро издржувањето на казната да се врзи, да се поврзи, да се конектира со последните 2 години на живеалиште од пред извршување на кривичното дело. Формирана е работна група која треба да ги отстрани аномалиите во законот за извршување на санкциите. Ако се смени законот, осудената елита од другите градови нема да може да преноќува во Струшки Теферич. Но можно ли овој објект да се дислоцира, зашто им пречи на соседите? Директорот Валјон Кјура вели дека овдешните осуденици се од низок ризик, а дека и тој би сакал помодерен и пофункционален објект на друга локација. Но, како што вели, за тоа одлучуваат други инстанции, кои треба да проценат дали е тоа приоритет за државата во овој момент. До тогаш,